Со традиционалното палење на фестивалскиот оган и рецитирањето на незаменливата тага за јук на Константин Миладинов во Домот на поезијата во Струга свечено започна 65-тото издание на најпрестижната поетска манифестација во светот, Струшките вечери на поезијата. Под мотото каде што живее поезијата, Струга уште еднаш ги обедини поетите од сите меридијани, испреќајќи моќна порака дека поезијата се уште има сила да обединува, да инспирира и да го брани човечкото достоинство. Отварајќи го фестивалот, претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова и министерот за култура и туризам Зоран Љутков испратија силни пораки за суштинското значење на јазикот и книжевноста за опстојувањето на една држава и народ. Не е доволно да ги покриваме очите и да се зацкриваме. Време е да се соочиме со бедата на светот, нашата човечка беда. Време е за катарза, клекнати пред зидот на срамот подолг и од кинескиот. Но, уметноста е буревесник. Од времето на браќата Миладиновци до денес, македонската поезија носи една суштинска порака. Човечкиот дух секогаш е поголем од границите што историјата ги исцртува. Таа порака и денес одекнува над водите на Дрин. Таа порака не собира вечерва. Во тој дух, директорот на фестивалот Никола Кукунеш во своето обраќање нагласи дека јазикот не смее да остане само празно ехо од минатото, туку мора да пулсира како жив глас во иднината. Ставањето на јазикот во строги рамки, далеку од влијанијата од надвор, не нуди оптимистичка перспектива. Јазикот обстојува само доколку секојдневно го живееме, создаваме литература или ја преведуваме, го испелнуваме дигиталниот простор со него да не остане празно ехо од минатото, туку да пулсира како жив глас во иднината. Лауреатка на годинешниот Златен венец, највисокото признание на фестивалот е еминентната холандска поетеса Анеке Брасинга. Во нејзина чест беше засадено дрвце во паркот на поезијата, со што традиционално и започна официјалната програма. Брасинга изрази длабока благодарност, истакнувајќи дека е трогната од вниманието и дека како прв холандски поет што ја добива оваа награда, тоа за неа представува огромна чест, но и признание за целата холандска поезија. Таа додаде дека многу поети од други култури како Данте, Шекспир и Чехов се преведени на холандски јазик, бидејќи како мала јазична заедница тие отсекогаш се хранеле со она што се создава на другите јазици, а таквата размена носи единствена космополитска слобода. Годинава на ова јубилејно издание учествуваат околу 70 поети, критичари, преведувачи и литературни работници од земјава и светот, а добитник на наградата Мостови на Струга е Даниел Џанц од Обединетото кралство.